Ја отвараме и последната музичка тема во Македонија денес, со која што ќе го најавиме концертот јубилеен, преку кој што ќе биде одново тука кај нас одбележан на светскиот ден на хармониката 6 мај. Овие луѓе кои што се членови на Сдруженијето љубители на класичната музика, неуморно ја зачувуваат и негуваат ваквата музика, а секако и овој инструмент. Јас би рекла на едно вистински успешно светло и го доближуваат на публиката, а и пред се самите уживаат во оваа работа, па верувам дека на тоа и се должи квалитетот со кој што ни се представуваат. Секогаш со нив задоволство да се зборува и за музиката и за хармониката како инструмент, но предпоставувам дека пред да го започнеме овој разговор, сепак најдобра најава би била таква што ќе погледнеме накратко каква беше атмосферата минатата година на истиот овој концерт. Само можам да кажам дека од оние луѓе кои што присуствуваа лично ги познавам, секогаш беа подготвени со убави зборови да говорат за овој концерт, си замина со прекрасни впечатоци, па тоа е, јас верувам, и најдобра покана годинава одново да се најдат токму таму во публиката. Уживајте во следното музичко видео, а веднаш потоа и разговорот тука кај нас во студиото на Македонија денес.
малку убаво музичко уживање, како што кажав, за соодветен почеток на нашиот разговор и најава на темата. Говориме за престојниот јубилеен 10-ти концерт кој што кај нас се организира по повод Светскиот ден на хармониката. Реков, секогаш убаво и посебно искуство, па затоа очекувам овој разговор кој што ќе го имаме и она што ќе го слушнете како музички видеа да ве поттикне, па и вие да бидете дел од публиката на овој концерт. А го најавуваме со моите две прекрасни следни соговорнички во Македонија денес. Како и секогаш ми е драго да им посакам добре дојде во студиото на професор Зорица Каракутовска. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. И Бете Илин, композитор, редовно и секогаш дел од овие настани на сцената и позади сцената. Добре дојдовте. Благодарам. Еве, најава за уште еден концерт, вака или онака, 10 не е воопшто мала бројка. Еден голем јубилеј, а од година во година вас, мене барем ми се чини, и ви се зголемува енергијата и ентузијазмот со кој што работите работа. Тоа е чудо како годините не ни значат ништо, годините ни значат само ново искуство изгледа. Работејќи со младите, работејќи на она што го сакаш, музиката, некако со истиот ентузијазам, со истата желба, со истите критериуми, дури да не речам и повисоки. Така, затоа публиката, она барем што добро ве знае, знам дека ќе си има високите очекувања, а оние кои што никогаш не биле на концерт, еве прилика да дојдат и да уживаат во она што вие го правите. Ете, кога веќе ги споменувам тие минати искуства, реков и во најавата, тогаш кога некој за прв пат ќе седне во публика и ќе слушне што сте подготвиле, си заминува со многу поинакви впечатоци во споредба со очекувањата. Како поминуваа минатите години, коментарите, атмосферата во целиот процес на работа што си имате? Мене ми е мило што расневме во секоја година. Почнавме со концерт кој што беше во помала сала, а еве 10 годишнината по четврти пат ја славиме на голема сцена на Македонскиот народен театар. Од мој аспект како композитор, секоја година имав напишана нова и композиција која што доживуваше премиера на овој концерт, така да оваа година имам две композиции и од кои што едната е премиера и сум пресреќна заради тоа што професорката Каракутовска и професорот Филип Стамевски ја изведуваат композицијата Дуелум, која што е напишана за дуа хармоники и за гудачки оркестар. Бете, да, има, би рекла, можеби на некој начин и често да ги изведувате незините дела, а и обратно, прилика убава да создава музика која што, баш како што реков, има кој да ја представи на сцената, бидејќи долги години соработувате. Ова е еден врзан процес кај вас. Буквално учите едни од други, па затоа и тие композиции се такви какви што се. Апсолутно. Морам да кажам дека во светот на хармониката, во однос на она што се нарекува литература за хармоника, постои еден мал проблем, условно речено. Значи, композиторите, кои што се едуцирани композитори, учени композитори што би се рекло, не ја познаваат доволно хармониката, нејзините можности и затоа пишуваат за хармоника, меѓутоа нејзиниот капацитет не го искористуваат во доволна мера. Додека пак имаме една група на хармоникаши, кои што, по желба, по ентузијазам, по предиспозиции, пишуваат композиции за хармоника, ја познаваат хармониката идеално, меѓутоа пак техниките на компонирање им се малку послаба страна. Сега, Бете имаше, да кажам, среќа или чест или што и да е. Таа беше ученичка во мојата класа додека беше во основно и во средно училиште. Таа ја познава хармониката, дипломираше композиција на Факултетот за музичка уметност, потроши долги години во соработка со повеќе нејзини професори, повеќе различни стилови и жанрови и начини на компонирање собра во своето искуство. И имаме чест сепак да заедно соработуваме, ние сме тука во постојана корелација, па и осталом, јас сум председател, Бете е подпредседател на Сдруженијето на хармоникашите и мислам дека овој тандем веќе со години добро функционира. А дека таа одлично пишува за хармоника, јас сега пред таа да се пофали, јас ќе ја пофалам, композицијата која што минатата година се изведе премиерно во Македонија, но тоа не беше светска премиера. Добре. Светската премиера Грейсон Мејствил ја направи во Лозана во Швајцарија и након месец дена подоцна, значи ја свиреше со наш гудачки состав на Светскиот ден на хармониката. Ова исто дело на 26 мај
Грейсон Месфилд ќе го отсвири со Берлинската филхармонија во Берлин. Ние сме подготвени со билети, со се. Чекаме да заврши овој голем ивент за нас и да уживаме некој друг пак да ги свири нашите дела. Да, тоа е успех сам по себе, навистина еве и да честитам јавно за ова што ви престои, тоа што ќе се случи, ќе биде верувам уживање. Дали тоа значи дека убавата музика, квалитетната музика сепак ќе си го најде својот пат? Нормално сега за вкусови не ќе да дискутираме, но како и во секоја работа и тука имаме успешни дела, така ли е? Јас мислам дека секој си ја пронаоѓа публиката и секој си пронаоѓа она дело што би сакал да го слуша. Така да се надевам дека како минатогодишната композиција што оваа година доживува светски успех, се надевам дека и новата композиција Дуелум ќе има скоро, ако не повеќе, барем сличен пат. Да, само да го кажеме насловот на композицијата за која што зборуваме до пред малку. За таа од минатата година, The New Tomorrow. Да, The New Tomorrow имаме и видео инсерти од оваа композиција, ќе замолам во режијата доколку може во продолжение да ги видиме, па и нашите гледачи да можат да слушнат за што станува збор. Бете или не на сцената, така? Да, на тој настав во улога и на диригент. Мене ме интересира бидејќи сте професор во Државно музичко-балетски училишен центар или Николовски луѓе, така композиција. Имате прилика да бидете заедно со вашите млади ученици. Тешко или лесно да им се пренесе таа пасија кога е во прашање компонирање, па и конкретно ваков тип на музика, нели, бидејќи кај нас е во јавноста и тој поим композитор, знае да се толкова различно, но пишувате нешто поспецифично, нели, и поинаку. Да, во секоја генерација има квалитетни деца кои што се доволно креативни, некои се повеќе креативни, но не се толку многу упатени во самиот момент на композиција, но буквално во секоја генерација има многу ученици кои што пишуваат, така да се надевам дека ќе има и понатаму повеќе. Дека ќе имат и тие своји успеси, па и дека и нивните дела ќе ги слушаме еве на ваков начин. Добро, гледаме концерт кој што јас би рекла буквално организиран онака како што треба од почеток до крај, многу изведувачи на сцена и вие и вашите ученици соработници, потребно ли е многу време и енергија за сето ова да си го добие таквиот лик? Потребно е многу енергија, потребно е многу време, потребно е многу ентузијазам, потребно е многу живци да се има во денешно време. Пред емисијата малку поразговаравме на таа тема. Значи, потребно е на вистина да се проба да се одржи нивото на она ниво на кое што треба да биде. И многу е тешко. Се потешко и потешко заради целиот амбиент што се случува, заради целото, ајде, во наводници кажано, меѓутоа дилетантство кое што владее полека. Но ние некако успеваме во тоа и остануваме да ги задржиме, значи, оние критериуми, оние возвишени вредности кои што им ги наметнувам на своите ученици и студенти, и за сега мислам дека тоа успешно делува и дека резултатот е видлив. Сега нема да ми се налутите, морам еден детал да споделам со нашите гледачи, нешто што лично сум го видела, нели, вашиот спрат. Ама професорка Ракутовска нема една просторија, има неколку една до друга и сите се полни со ученици. Кај едниот ученик се завршува, продолжува да работи, следен нели чека наред. Сакам да кажам, секој ден, како што велите, многу живци, многу енергија, но инструментот нели бара телефонот да биде настрана, слободно време настрана, останатите луѓе настрана, и тоа и вас сакам да ве прашам исто како и бете, младите луѓе подготвени ли се на таква, од една страна може да речеме жртва, но ако ја сакате оваа работа, тогаш не би се бројувало како жртва. Како? Новите техничко-технолошки достигнувања, покри тоа што имаат своји позитивни, имаат и своји негативни страни, често умеам да се смеам за онаа фотографија што шета на Facebook на времето кога родителите пробаат да ги вратат децата дома за да учат, а сега пробуваат да ги изведат дома, да, затоа што ти се наоѓаат пред компјутер или пред таблет. Да, навистина е тешко, но сепак се успева во тоа, затоа што оние што имаат идеал, оние што имаат желба, они знаат која жртва треба да ја поднесат за сето ова да успее. Нема ни една работа која што се работи врвно и некој кој што е било без разлика спортист, уметник, било што, значи кој што ја работи на врвно ниво, а малку време да посветува. Значи тоа е голема жртва.
голема жртва, но еве ги гледаме резултатите, да публиката единствено тука да ужива, но вие вложувате доста голем труд за ваков да биде финалниот производ. Ајде уште малку за хармониката. Јас секогаш го отварам тоа прашање за нашата перцепција према овој инструмент. Веројатно имаме уште простор да одиме напред по тоа прашање, затоа што на светската сцена можеби стојат малку поинаку нештата. Кај нас во Македонија вие ете ја нудите таа можност на публиката да слушне хармоника во едно поинакво издание, ако ние само сметаме дека е наменета за изведба на народна или традиционална музика. Велиме тоа воопшто не е лошо, но грешка е можеби тоа да не биде првата и единствена асоциација за овој инструмент. Не е баш така, не? Мене воопшто не ми пречи, дури се навикнам кога ќе додам на гостување дека првото или некој од следните прашања ќе биде токму на оваа тема, не ми пречи воопшто. Хармониката не е само кај нас застапена во народната музика, тука е застапена во музиката на многу народи. Земете ги русите, земете ги италијаните, земете ги французите, со нивните шансони, со нивните мизети и така натаму. Меѓутоа, пак ќе споменам, хармониката е релативно нов инструмент, што се однесува, значи, од групата на инструменти кои што се, да кажем, членови во големото семејство на инструменти во светот, бидејќи оваа хармоника на која што ние интерпретираме класична музика, постои некои, ајде, условно речено, 70 на години во ваков вид. Но таа има доживеано својата експанзија и вие го имате инструментот кој што е хармонски инструмент, кој што е подвижен, што е многу битно. Значи, еден хармоникаш, ајде вака насмешка кажано, може да отиде без невеста сам. Затоа што во левата, на левиот корпус има басови кои што хармонски и ритмички ќе го поддржат она што тој ќе го свири како мелодија, и тоа е причината што хармониката многу често, значи, се наоѓа во народната музика. Но мене тоа воопшто генерално не ми пречи. Значи, оваа хармоника на која што ние интерпретираме класична музика воопшто не е истиот вид како што е обичната хармоника, бидејќи таа во себе содржи баритон басови се нарекуваат, или уште се нарекуваат фри бас, бас кој што свири висински одредени тонови, така да ние, значи, оваа хармоника што имаме ја третираме како потомок на оргулите, како портабл оргулја, и денеска најголема ренесанса изведба имаат токму композициите напишани во времето на Јохан Себастијан Бах за орган. Ви благодарам многу. Јас секогаш го поставам прашањето за да бидеме јасни за нашите гледачи и за да го потенцирам тоа во недела. Да, дека кога ќе дојдат на вашиот концерт треба да очекуваат, се извинувам, нешто сосема поинаку. Еве убаво објаснување за сите можности на хармониката. Претпоставувам дека тоа е главната причина што сакате да компонирате музика за овој инструмент. Големите можности, начини на изведба, простор за експериментирање. Точно, значи и освен тоа многу често користам елементи кои што можам да искористам самата хармоника како сонористички инструмент, така да изведувачите така и мене најчесто се и перкусионисти, не само изведувачи. Така да освен што треба да знаат да свират супер на својот инструмент, треба да бидат и перкусионисти за да може да ја доловат целата композиција. Бидејќи спомнавме дека ќе се изведува едно од вашите дела на големи светски сцени, уште малку околу процесот како се доаѓа до тој момент, дали тука постојат конкурси, начини на кои што вие по некој формален пат треба да стигнете, или едноставно доколку некој од овој свет на хармониката го засака вашето дело, тогаш многу полесно е да се најде на тие сцени? Најчесто соработувам со изведувачи и пишувам конкретно за одредени изведувачи и морам да ги познавам тие изведувачи за да можам да ја напишам првата изведба барем да биде за таа особа, а понатаму можам и да ги дадам делата на други изведувачи. Така да композицијата на првата на премиерата и на останатите две изведби е наменета за оној инструменталист кој што ме побарал за да напишам таа композиција,
Не знам, додека бев студент конкурирав на конкурси, на надпревари, добитник сум на многу награди, сега во моментов соработувам само со изведувачи. Во случајов, значи Грејсон кога отсвире композицијата, таа се наоѓа на YouTube каналот и бете само доби информација дека делото ќе се свири со Берлинска филхармонија, значи не е јавена на конкурс, туку едноставно тој како еден од големите светски имиња во светот на хармониката, кога го прашале што би сакал да свири со Берлинската филхармонија, од сите дела што ги има на репертоарот, одбрал да свири едно од класичните дела, значи од Бете, и одбрал да свири нешто од Ричард Галјано малку во оф програмата. Што е апсолутно факт кој што импонира. Така е, јас ги упатив веќе моите честитки, навистина ми е драго на вашата програма се наоѓаат нови дела, простор да се покаже она што е ново создадено, но како што слушнавме и доста познати теми и позната музика која што публиката веројатно ќе ја препознае. Како ја креирате и како ја бирате таа програма? Јас на почетокот значи во главата полека стварам програм кој што планирам да биде дел од веќе од за таа година. Јас веќе за наредната година ќе почнам да се подготвувам истиот денот кога ќе заврши 6 мај. Зошто? Затоа што имам една добра карактеристика, од кога ќе заврши концертот ја слушам публиката. Значи уживам во тоа да проведам еден извесен период во разговор со луѓе кои што седеле во публиката, не само професионалната публика, туку и луѓето кои што дошле да уживаат во концертот, да. И разговарам на тема што најмногу ви се допадна, која композиција би ја слушале повторно и така натаму и така натаму. И можам да ви кажам дека најмногу ми импонира фактот што различни композиции се споменуваат во она, да кажам, топ програма што им се допаднала. Кога тоа би се случило во една програма од 20 точки, да почнат да се споменуваат само 2 или 3, тоаш концертот апсолутно не е успешен. На мојата сестра, нашиот пиар менаџер, доаѓа половина Стопанска банка, бидејќи таа е вработена таму, и во разговорот со една од незините колешки вика, сега не вика композиција, но вика, нормално ли е, вика, за време на една песна да се расплачам? Викам, да, нормално е. А уште понормално е да ние како изведувачи побудиме кај вас емоции. Денеска тоа е најтешкиот дел. Кога тоа ќе се погоди, тоа е она величенственото. И ние гледаме хармониката, значи во програмот да ја прикажеме во сите нејзини светла. Што би значило тоа? Значи ќе гледаме да опфатиме неколку композиции во кои што хармониката е во солистичка улога. Значи ќе имаме 2-3 солисти кои што ќе отсварат дела напишани за хармоника, оригинално за инструментот хармоника. Ќе имаме дела во кои што ќе отсвириме, значи, камерна музика, состави на исклучиво хармоники, како ова што го слушнавме сега на почетокот, значи трија, квартети, квинтети, каде што составот е апсолутно хармоникашки. Имаме дела во кои што ќе слушнеме како звучи глас со хармоника, како звучи виолина со хармоника, како звучи кларинет со хармоника, значи ќе направиме разнородни камерни состави, и што се однесува до конкретно до програмата, значи хармониката, ако не постоела во изминативе години, тоа не значи дека ние ќе останеме, ајде условно пак речено, неписмени, дека тие епохи ќе ги оставиме едноставно како, нели. Ние имаме транскрипции на дела кои што оригинално биле напишани за други инструменти, за други состави, па дури или за оркестар, кои што во транскрипција одлично звучат на хармоника. Денеска скоро да не постои хармоникаш или музика за хармоника каде што се изведува, каде што дел од програмата не е Астор Пиацола, бидејќи тој аргентинското танго го донесе на концертниот подиум на секоја класична, на секој класичен концерт. Така да сме вклучиле оваа година 2 композиции, сме вклучиле и други танга, сме вклучиле, значи, мислам дека програмата е така конципирана да и најголемите сладокусци можат да си отидат барем да имаат едно половина од точките кои што ги воодушевиле. Ќе им се допаднат и ќе уживаат, а освен се тоа што го кажувате, нели имате целосна концепција за настанот, имате изненадувања редовно. Сега ајде ќе го прокоментираме малку едно од изненадувањата што се случи минатата година. Мојот колега Огнен, кој што нели редовно го гледаме пред малите екрани во улога на водител, вие го
убедивте дека е навистина добра ако излезе на сцената, некако барем според тоа што ми го кажа, му дадовте онака дополнителна храброст дека би било добро да ја прифати таа улога и се испостави дека е навистина така. Имаме и од тоа инсерти, ќе замолам да ги погледнеме. Јас за прв пат со Огнен се запознав точно пред 5 години, најавувајќи го концертот по повод Светскиот ден на хармониката, кај него во емисијата во 24 вести, во 24 телевизија. И се запознавме и од тогаш стана редовен гостин на нашите концерти. Меѓутоа гостин, благодарение на тоа што тој е млад човек, исклучително интелигентен, започна и нашата приватна дружба, па така да ние приватно кога ќе се сретневме, умеевме с хармоника да запееме разни мелодии. Огнен е еден незапамтен, значи бас кој што е голема штета што својата кариера, кој што својата кариера не ја продолжил во таа насока. Јас не викам дека не е во новинарството и во водителството, не викам дека не е на највисоко ниво, но овде јас мислам дека светот би му бил мал доколку продолжил да се бави со ова. И минатата година решивме дека ќе направиме едно изненадување во кој што водителот ќе биде подготвен со еден микс од 3 познати руски песни кои што ги отпеа во еден така, имаат прилика да видат гледачите, но минатата година имавме чест, а и оваа година ќе имаме чест вашата телевизија да го сними концертот. Најголемото изненадување за нас беше дека ние во деновите за денот на независноста на Република Македонија минатата година во септември бевме во Осимо, каде што јас бев да си ја подигнам наградата на Светската унија на хармоникашите за тоа највисокото признание во светот на хармониката, значи CIA Merit Award, значи за посебни заслуги во светот на хармониката, и ни се јави, вика, која коинциденција? Вие земате наградата во Италија, во Осимо, а на 24 во Македонија сите го гледаат концертот. Значи, така да јас се надевам дека во оваа прилика, бидејќи и оние што не беа досега наша публика, се надевам бидејќи го гледаа концертот и добивме и такви реакции, дека како не сме знаеле за овој голем концерт, сакаме да бидеме дел од него. И јас вчера, покрај тоа што имам цел ден проби, цел ден дочекувам со одбор за дочек на личности кои што би сакале да бидат на концертот и кои што се интересираат за карти, кои што отишле во билетарата на Македонскиот народен театар, ги упатиле дека тие не се организатори, дека билетите не се кај нив, и тие, вчера помина дел барајки билети кај нас и се бара билет повеќе, морам да ви кажам, зашто сум особено радостна. Ете така, ајде да ја дадеме и таа информација, тоа е наша цел, нели сите оние кои што ќе сакаат, пред се има ли уште билети? Билети, јас се надевам дека ќе има. Добро. Ние, бидејќи малку Балканов и ајде да не сватат погрешно, меѓутоа македонска работа, пред неколку години, пред неколку години кога решивме дека билетите се кај нас и дека ги поделиме, ни се случи да поделиме билети, да одреден број од нив не дојдат вечерта на концертот од разноразни нивни приватни причини, а бидејќи Македонскиот народен театар има свој систем на безбедност, значи мора да се влезе во театарот со билет. И сега тие билети што не се искористија, а луѓето останаа надвор, стотинак луѓе кои што не успеа да влезат, и тоаш коментарите беа за кај вас треба да се има врски, да се добие билет повеќе и така натаму. Само од таа причина решивме дека билетите ќе ги делиме точно во 19 часот пред влезот на Македонскиот народен театар до 19:30, еве нека и 20 до 20 часот. Како и да е уредно да се подигнат на време, да нема гужва, да нема ништо и да седнат и да уживаат во секоја влезот е бесплатен, значи билетите и оваа година ќе бидат гратис. Може би тоа е и големината на овој концерт. Значи, голем број на еминентни македонски уметници ќе земат учество во концертот, значи како изведувачи и како наша поддршка, и ќе музицираме, ќе уживаме заедно во тоа, и тоа никој нема да добие хонорар. И што е најинтересно, никој не ни разговараше, дури и самите се понудија па кога некоја работа, значи нема номинативна вредност, таа има своја уметничка вредност и тоа е едноставно бесценето.
бесценето. Тоа е тоа убавото. Тука да го оцени тоа високо и да го препознае секогаш, тоа не е нешто што е невидливо или не може да се доживее од другата страна. Кога се работи вака одредена работа, секако дека се тука успесите. Пред да завршиме, сакам да ги споменеме, ги имате многу. Настанот на кој што бевте дел од делегацијата, нели отидовте заедно да ја подигнете високата награда од Унијата на хармоникаши. Еве, Бете може и од нејзина гледна точка накратко да ни каже за тој момент, бидејќи професорката беше, па ги сподели оние први впечатоци, и на тоа да се надоврземе со она што сега скоро го имате како успеси. Знам дека редовно со своите ученици сте дел од различни надпреварувања. Па професорката е еден од најдобрите светски професори по хармоника. Таа беше и во комитетот кој што беше музичкиот комитет кој што е највисокото тело на Светската унија. Така да само и се очекуваше моментот за добивање на таа награда. Инаку претходни добитници се професори и хармоникаши кои што се многу постари од неа. Мислам дека и порано би ја доделиле наградата, ама мислам дека чекаа малку да подостари, да наполни повеќе години. Така да од страна од самата публика беше многу убав момент за доживување, заради тоа што беше преполна салата и цела хармоникашка фела беше на самиот концерт на доделување, и ние како делегација бевме пресреќни заради тоа што професорката зема награда. Голема чест, во секој случај нешто заслужено, да, говоревме за тоа и драго ми е. Треба да сме среќни што имаме ваква личност и ваков човек тука кај нас. Јас сум среќна и горда, но и тогаш и сега кажувам дека за мене тоа представува огромна обврска. Ова треба да се продолжи, да се преживее, да не се дигне главата и да се мисли дека еве сега тоа е врвот. Не. И децата ги учам дека секогаш треба човек да се стреми да учи. Јас секој ден учам нешто ново. Секој ден, и мислам дека клучот на успехот лежи токму во тоа. Да, се надевам ќе има такви кои што ќе го земат вашиот пример и ќе ги послушаат советите. Да се надевам. Да имаат од кого да учат. Така ќе завршиме и со нив. Тоа ми беше вториот дел од прашањето, што на што еве можеби најинтересно, најзначајно да го споделите како ваши последни успеси. Нормално класата секогаш напорно работи, немате стоп. Да. Нема стоп, се подготвуваме постојано за нешто. Изминатава недела заврши државниот надпревар по хармоника. Значи покрај тоа што го спремавме 6 мај, спремавме огромна обемна програма, значи која што се изведе на државниот надпревар, се добија големи високи надвори, се добија победи и така. Тоа не би да говорам премногу за тоа. Нашите идни планови сега во најскор период е светскиот куп за хармоника кој што оваа година ќе се одвива во Каунас. Значи во подготовки сме на да видиме кои ќе бидат селекцијата на македонските кандидати во септември кои што ќе ја представат Македонија на овој најголем светски надпревар. Се оди со предселекција, така да мораме да одбереме на вистина добри представници и ќе бидеме концентрирани во тој период најмногу на тоа. Јас ќе ви посакам многу среќа во вашата работа и многу успеси во иднина, не се сомневам дека така ќе биде, но најнапред вистински да уживаме во она што ни го подготвувате за 6 мај. Благодарам. Рековме поканете се сите, нели? Прво благодарам што вие лично рековте дека ќе дојдете на концертот и еве уште еднаш да искористам приликата, значи 6 мај, светски ден на хармониката, славиме 10-ти јубилеен пат ќе се појавиме. Ќе биде значи на 6 мај во недела од 20 часот, влезот е слободен, но билетите да се подигнат на време пред почетокот на представата на концертот. Ви благодарам уште еднаш многу од срце, професор Зорица Каракутовска и Бете Илин, ово утро со нас во Македонија денес со цел да го најавиме овој прекрасен настан. Ги слушнавте деталите, еве уште еднаш потсетувам 6 мај Македонски народен театар. Концертот започнува во 20 часот, но сите вие кои што сакате да го обезбедите своето место и удобно да се сместите за да уживате, бидете порано таму во 19 часот или нешто по 19 за да ги подигнете своите билети. За крај на овој разговор секако според мене најубаво би завршиле со музика и со уште малку инсерти од атмосферата која што ја имаше минатата година на истиот овој датум во Македонскиот народен театар. Уживајте.